Добар ден, драги гледачи, со мене Сергеј Варошлија и добро дојдовте во уште едно издание на Еден ТВ на тема мода. Така да, бидејќи овие денови се матурантките во ЕК и се матурските вечери, денеска денот ќе го одвоиме да погледнеме некои од матурските добитни или губитни комбинации. Така да, одиме со првата фотографија. Носи така наречен jumpsuit или едноделно одело, чисто, бело, минималистички, едноставно. Многу ми се допаѓа. Косата е солидна, мејкапот е пристоен. Во целата комбинација фотографијата е најлошото нешто, бидејќи не доаѓа до израз тоа што е најдоброто на нејза. Тој еден минимализам се губи со тие плакари, шкафови позади. Многу подобро ќе била да се сликала надвор на улица или да имала некоја си контрастна позадина. Инаку како еден модел на аутфит за матурска вечер и како изглед ми е сосема окей. Баше фина. Само како фотографија ја изгубила поентата. Акцентот паѓа на нејзината црна коса. Ке ми треба дал да се јавам на Анџелина, дал на Мерлин, не знам уште. Ај Анџелина Жоли да ја побараме, да видиме што ќе рече. Why no? Why no? No. Why no? Не заради тоа што не. Добра боја, лош модел на фустан, деколтето ните вамо, ните тамо, нит е пристојно, ниту е, да кажеме, не е непристојно, него е треба да е поотворено. Претемен мејкап на лице, ми се допаѓа косата, плик ташната не е лоша и должината на шлицот е дефинитивно погрешна. И должината на халината, мислам дека треба да е малку подолго од позади. Некако изгледа како материјалот да не одговара на овој тип на модел. И девојките кога ќе се решат да носат фустан со шлиц, тоа го кажувам и на сите, нека биде тоа шлиц. Значи, или нека е до колено, или нека е до каде што треба да биде. А вака, кога покушаваат да изиграваат полускромни, као полуатрактивни или полусекси, тоа е најстрашната варијанта. Значи, или отвори го деколтето, или затвори го скроз. Или отвори го шлицот, или спушти го до доле. Заради тоа, Анџелина Джоли нова ќе ти каже не, а јас ќе ти дадам исто фейл. Леле. Роаминг. Мерлин Монро. Хитно. Зошто? Зошто за на матурска да изгледаш како да си отишла кај Хурем Султан да те бира дали да му бидеш на Султан Сулейман забавлячица или плесачица. Не е толку лош моделот, колку што е лош изборот на материјал. Сјајот ми смета. И едноставно некако изгледа пренападно, неадекватно, несоодветно. Можела да даде нешто многу подобро од себе. И повторно ќе кажам, јас ова го коментирам заради тоа што го гледам на фотографија. А во секој случај, ретки се тие што го виделе ова нешто во живо или лайв. Повторно тој израз кај пресек кај стомакот не ми се допаѓа заради тоа што изгледа како да е сукња со корсет, а тоа е лоша варијанта, така да повторно фейл. No. Повторно ја имаме истата грешка со шлицот. Сакам вака, не ќам онака. Лоша должина на фустан,
Дефинитивно овие матурски вечери ги одбележа чипките, дезените, така наречените рачни работи, шнајдерките, се тоа копии што гледате од Мадони, од Дженифер Лопези, од Бионсини, од Ријани. Повторно ви реков, немојте да играте на карта на која што не можете да ја износите. За ваков изглед треба прво одличен, солиден материјал и да е одлично, солидно изработено и пред се да одговара на вас, на вашиот сензибилитет и на вашето тело и да сте представителни, да сте автентични самите на себе си. Не. No, 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 no. Девојчева кај тргна? Тргна да позира. Тамо тргнала. Али јас ке се јавам на Анджелина пак. Анджелина Жоли, roaming. How quaint. How quaint. Па да ми како. 8 плик торбата, што наликува на некоја си пластика, чудна боја на фустан. Ми се допаѓа горе-доле косата, она сакала да ја покаже фигурата, меѓутоа тотално неуспешна варијанта на фотографија и на фустан. Го искомбинирала фустанот со карминот, тоа е доброто нешто. Дали ја трга косата, ја фаќа на една страна, па сака да ја има таа поза што нешто на сите има многу модерна, као глава доле, а јас сум секогаш да глава горе, така да девојче следниот пат во оваква халина право со главата исправено за да убаво те видиме и за да не добиеш негативна критика заради тоа што ова не изгледа добро, ниту матурски. Изгледа полуестрадно. Матурантки сте. Не сте естрадни личности, не сте јавни личности и немојте да се трудите да изгледате така. Слушајте ме што зборувам, не ви го зборувам ова со лоша намера, ниту да ве критикувам, ниту да ве хейтам, како што љубите да кажете. Слушајте ме што ви зборувам. Матурантки сте. Кога ќе бидете естрадни личности, тогаш ќе ви биде дозволено и деколте, ќе ви бидат дозволени и разноразни пози, а за сега не. Пуф, шо да кажам. Изгледаат кога да тргнале на Ивкова слава. Меѓутоа, само заради тоа што се држат за раце. Добро. Другарки се сликале заедно, немам ништо против тоа. Напротив, ми се допаѓа нивната тоалета, ми се допаѓаат косите и на двете. Имам замерка кај девојката со црвениот кармин, повторно истата утка со шлицот. Сакам шлиц, ама ако може да е малку покриен. И зошто има тамо чипче на ногата и он има чипкичка да ја одговара со чипката тука. Зошто треба на две места да има чипка? Доволна е тука, во доволен елемент, одлично изгледа горниот дел. Халината ќе беше перфектна, доколку ја немаше таа чипка на ногата, која што дефинитивно ја крати ногата и изгледа како што не треба да изгледа. А ако сакала она сакала да го укомпонира, да го спои тој дел, што е исто така некојаш модна грешка, зошто треба боја со боја да се врзе некогаш, или зошто ако имате горе чипка да има и доле чипка, па уште и у главата да ставела. Утка е чипката на ногата, додека другата девојка можем да кажем дека изгледа сосема пристојно и солидно. Обрна внимание и на некој од нив во крупен кадар како се шминкаат. Па да погледнеме. Матурски шминки. Леле. Прво на Анджелина. Why no? Why no? Па Анджелина, ти така совршено нормално дека ќе викаш no, пошто гледаш вакво нешто и е no. Ај на Мерлин Монро ве молам и неа да ја консултираме. Ова удара со лепезава сите ги исчука. Зошто е no? Зошто се тука е не. Тука е све погрешно. И многу ми е жал кога млада и убава девојка ќе се упропасти самата себе си на оваков начин. Зошто има коса како француска подлица? Не ми е јасно.
Тие се тие изгледи, некогаш ова Кристина Агилера можела да си го дозволи. Некогаш. Ова вака не се прави таа фризура и тоа афро. Ја видела некогаш Ким Кардашијан дека се шминкала вака, па сакала да направи комбинација помеѓу Ким Кардашијан и Елена Карлеуша, малку да даде дел од себе, малку да биде у косата, што и да е, и испаднал овој производ. И зошто има таква поза? Уз тоа има и накид, и тетоважа, и хаљина со дезени, и чипки, и премногу све. Значи, изгледа како Кристина Агилера, ама избркана од Леди Марбалет ради неуспешен стайлинг. Ваков мејкап немојте да практикувате, ве молам. Никако, 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 пошто ќе се ударам од двете страни со ова. Следно. Ова е чинам девојката што се држеше со другарка иза рака и морам да кажам дека ми се допаѓа мејкапот заради тоа што го убодела трендот на плаво и кога мислам на тренд, мислам дека тоа е сега е модерно плавото. Нема да биде модерно можеби од септември, меѓутоа ќе видиме, очите ми се допаѓаат, добро се исенчани, добро изработени, добро е споено со црното и ми се допаѓа многу нијансата на кармин и како пудрата е лесно нанесена, односно барем така изгледа, не изгледа како да има фасада на себе си. За овој мејкап има одлична оценка. Завршивме со матурантките. Во меѓувреме, прегледувајќи ги Инстаграм профилите, налетав на кого друг, да видиме како се нашминкал, а тоа е Дани Димитровска. Морам да кажам дека Дани изгледа одлично, многу ми се допаѓа мејкапот, она има исклучително атрактивно око за шминкање, кое што овдека е паднат акцентот на самите очи, одлично се одработени вегите, контурите на лицето се перфектно исцртани, ми се допаѓа дури и таа неон розева нијанса на кармин и уште повеќе ми се допаѓа како и навитка на косата. И кога викам дека локни се аут, а таласи се ин, значи све што е у спирална, увиткана форма, спаѓа под локна. Меѓутоа, кога мислам на локни, мислам на федери. Тоа е аут. А кога мислам на валови, значи тоа се бранови и тоа треба вака да изгледа, со некој врв полуправ, тоа е ин. Или, ако сакате, љубите да кажете, Викторија Секрет коса. Тоа е ин. А мокри локни, како пеачките од минатиот век, тоа е аут. Добро. Вака треба да се шминкате. Ова е тековниот тренд за мејкап. Значи, многу транспарентен тен, добро исконтурирани црти, очите природно истакнати, вегите треба да се нагласени, меѓутоа суптилно, да не ви се цртани како со шестар. Задржете ја сликата, анализирајте како е тоа совршено направено. И не спиите на варијантата фотошопе, не е ваква, не е таква, ваква е. Таква е како што ја гледате. Работи со мејкап, го продава истото. Приметете ја природната нијанса на устата, приметете го нијансата на јаблокниците како се истакнати, приметете ги сенките кај очите. Се оди на природни и на земјени тонови. И повторно ќе кажам, мејкапот е корективна алатка која треба да го извади најдоброто, најубавото, природното од вас. Доколку сакате да изгледате добро. А доколку сакате да си играте естрада, тогаш може да си дозволите и колор. Меѓутоа, тековниот трендовски мејкап е ова. Мислам дека е тоа се за денеска од мене. Ќе се видиме во наредното издание, односно утре, во Студио 1. Поздрав!